Клучката Момин поток мора да се заврши, незината доизградба ќе го деблокира сообраќајниот хаос во целиот северозападен дел на градот, рече Орце Георгиевски, кандидатот за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН на вчерашниот митинг кој се одржа во општина Карпош во рамки на изборната кампања. Георгиевски пред граѓаните вети дека 6 месеци од назначувањето како градоначалник на град Скопје ќе се реши мостот на Љубљанска и конечно ќе биде ставен во функција, како и решавањето на клучката Момин поток, која исто така ќе биде довршена. Кандидатот за градоначалник на Скопје истакна дека 6 месеци откако ќе стане градоначалник, мостот на Љубљанска ќе биде ставен во функција и, како што вели, конечно ќе се растерети тоа сообраќајно тесно врло. Многу скоро и клучката кај Момин поток ќе биде довршена. Кога сме кај проектите за Карпош, сакам да го истакнам мегапаркот кај Лепенец, барање од сите граѓани. Така да во првите 6 месеци ќе започнеме со изградба на овој мегапарк, каде што сите карпошани ќе можат да се рекреираат со своите семејства. Во наредните 4 години, вели Георгиевски, постоечките паркинзи ќе бидат целосно реорганизирани. Ќе се воведе зонско паркирање, но и ќе постават нови монтажни гаражи за да се среди хаосот со паркирањето, истакна Георгиевски. Градоначалникот на општина Бутел Дарко Костовски информираше дека продолжуваат со поставување на сообраќајна опрема во општина Бутел за поголема безбедност на сите учесници во сообраќајот. Во соработка со жителите се поставуваат препреки за намалување на брзината на возилата или така наречени легнати полицајци на повеќе фреквентни локации и улици низ сите населени места, истакна Костовски. Како што посочи тој во својата Facebook објава, поставувањето на нови така наречени легнати полицајци е со цел да се овозможи поголема безбедност не само за пешаците, туку и за возачите. Ова е уште едно предизборно ветување кое го дадовме пред граѓаните и во континуитет го реализираме, додава Костовски. На улиците Николај Островски и Лазо Димовски Ошенски поставуваме сосема нова улична мрежа во вкупна должина од 850 метри со над 30 нови канделабри, исто толку светлосни точки, информираше градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Тој посочи дека сега со најсовремено лето осветлување, овие улици никогаш повеќе нема да бидат во мрак. Ова е само дел од новата мрежа во должина од 8000 метри. Продолжуваме да растеме заедно, се зголемува поддршката за сите потреби на жителите, истакна Стојковски. Кандидатот за градоначалник на општина Газибаба од редовите на ВМРО ДПМН и актуелен градоначалник Бобан Стевковски денеска заедно со подпредседателот на партијата и вице-премиер и министер за транспорт Александар Николовски извршија увид во населеното место Ченто, каде што во тек е реконструкција на улицата Палмиро Толјати, една од поважните сообраќајници во општина Газибаба. Проектот опфаќа комплетна реконструкција на главната улица и на сите нејзини краци, во вкупна должина од 2,5 километри. Вкупната инвестиција на овој проект е 37 милиони денари, средства обезбедени од владата на Македонија преку Министерството за транспорт, истакна Стевковски. Тој информира дека во Хиподром се одвива реконструкција на улицата Париска комуна. Проект поддржан од владата преку вториот повик за општински инфраструктурни инвестиции и најави реконструкција на повеќе главни сообраќајни артерии во Газибаба со цел да се подобри патната инфраструктура. Стевковски додаде дека освен овие проекти во општината се реализираат и низа други објекти, како инфраструктура за згрижување на децата, информирајќи дека веќе интензивно се градат 2 детски градинки во Трупарево и Инџиково. Под слоганот "Подај рака" во недела на 12 октомври на летната сцена Лепеза во градскиот парк во Скопје, со почеток во 10:30 часот, ќе се одржи јубилејниот 10-ти поред хуманитарен хепенинг за поддршка на лицата заболени од ретката болест Вилсон. Целта на настанот е подигнување на јавната свест за ретките болести, вклучувајќи ја и Вилсон, и поддршка на заболените, но и нивните семејства во справувањето со предизвиците со кои се соочуваат. Организаторите на овој настан, Сдруженијето на граѓани за поддршка на лица со ретка болест Вилсон, веќе 10 години поред преку забава и рекреација се трудат да едуцираат и информираат дека кога станува збор за оваа ретка болест, навременото откривање и редовната терапија се клучни. Настанот, како и секоја година, ќе биде богат со веќе традиционалните трки. Штафетна детска трка и трка за миленици, придружени со одлична музика, дружба и изненадувања за сите учесници. Со овој јубилеен настан ја славиме силата на заедништвото и се потсетуваме дека заедно можеме повеќе,
да создадеме општество во кое лицата со ретки болести не се невидливи, туку рамноправни и поддржани, велат организаторите. Болеста Вилсон предизвикува нарушување во метаболизмот што доведува до таложење на бакар во црниот дроб, мозокот и очите, процес кој се одвива постепено со години пред појавата на првите симптоми. Натрупувањето на бакар во централниот нервен систем може да доведе до проблеми со говорот и голтањето, потешкоти во координацијата, тремор, неконтролирани движења, мускулна вкочанетост, промени во однесувањето. Сепак, Вилсоновата болест може успешно да се лекува. При навремено откривање на болеста и редовна терапија, пациентите со Вилсонова болест можат да имаат нормален живот со минимални диететски рестрикции. Tamo je Skopje, grad moj ljubav bliže, što mi rastu te sni. Večno ke ja sam